Денешната седница на Комисијата за транспорт и врски во Собранието повторно покажува дека ВМРО-ДПМН се обидува да го блокира процесот на носење на овој закон. Медиумските реформи и сите останати реформи во Македонија се предмет на заложништво заради лични интереси на поединци со партиска позадина и заради барања за амнестија. Оваа прилика, со оглед на тоа што законот и самите видовте денеска се уште продолжува да се блокира, се зборува за се и се што, освен за законот за аудиовизуелни медиумски услуги, освен за медиумските реформи и покрај сите катастрофални резултати кои што ги остваруваме во медиумите, особено во последните 10 години, сакам да апелирам на совеста и на доблеста на луѓето и на поединците кои што денес членуваат во програмскиот совет на МРТВ и во Комисијата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Апелирам на нивната лична доблест и пред се храброст да поднесат оставки, да дозволат медиумските реформи да се случат во Македонија, да дозволат политичарите и сите политички партии да ги тргнат раците од медиумите, да дозволат отворена и транспарентна постапка во која што јавно, со име и за презиме, и со лице, и тие самите ќе може да аплицираат. Никој не ги спречува во тоа и може би да бидат избрани. Меѓутоа, мораме конечно да продолжиме со медиумските реформи. Мораме конечно да продолжиме со сите останати реформи кои што од процедурални причини, но со позадина на партиски интереси, во позадина за барање за амнестија, се кочат во Собранието на Република Македонија. Благодарам. Споменавте сите реформски процеси неколку пати. Докаде се преговорите околу изборното законодавство, од делот на ДИК, бидејќи таму е закочена работата, таму веќе имаше оставки, и околу техничката влада? Во текот на денот ќе има изјава, ова веќе се однесува за во името на партијата, ќе има СДСМ, ќе има изјава во текот на денот. Во овој момент се работи на некои од законските решенија, меѓутоа подетално ќе имаат изјава од партијата. Дали е точно дека ВМРО-ДПМН синоќа побарале бришење на членот 165 од кривичниот закон? Денеска сите медиуми го пренесуваат овој брифинг, претпоставам дека излезе од вашиот закон. Имаше такви некои барања, имаше и други барања, се работи за генерално барање за амнестија, јас не ми навлегувал во детали околу тоа, повеќе детали од партијата. Може ли во делот на средбата каде што присуствувавте, дали стана збор воопшто за референдумското прашање и дали ВМРО-ДПМН понуди некаков предлог на прашање за референдум? Лично на тој дел од состанокот, ќе го кажам оно што го кажав на почетокот. И Македонија и референдумското изјаснување се заложници на барање за амнестија и барање за зачувување на лични интереси. Упорно ВМРО-ДПМН го негира тоа, дека воопшто не е на маса амнестијата. Нито албанските партии, односно Ахмети вчера исто не го не спомна во изјавата. Освен премиерот. Зошто не се бира државна изборна комисија? Зошто? Па не знам јас. Која е тоа стратегијата на СДСМ за референдумот? Ќе има партијата изјава текот на денот.